Председателе на Судскиот совет, најголема желба е на секој кој ќе дојде на власт да воспостави моќ. За жал, мешањето на власта во судството е исто така една голема демонстрација на моќ. И за жал таа меѓусебна поврзаност, меѓусебна зависност, долги години не може да ја тргнеме од нашето секојдневие. За жал, на тој начин функционира нашето општество, меѓутоа, една од причините поради која што младите сакат да се иселат од нашата држава е немањето на судска власт. Траст судството, што некој би рекол. Морам, пред да дадам свое видување на вашиот извештај, морам да кажам и морам да дадам еден мал мој вовед, зошто сметам дека ниту овој извештај е објективен, ниту нашата перцепција е можеби според вас правилна и никогаш нема да биде. Меѓутоа, почитуван председателе на Судскиот совет, сметам дека во последните години ситуацијата во судството ништо се нема променета од претходно, дури можам да констатирам дека се има влошено ситуацијата. Согласно Законот за Судски совет на Република Македонија, член 3 е член во кој што се утврдува политичко дејствување. И замислете, сега ќе го прочитам овој член, пишува: се забранува политичко организирање и дејствување во Советот. Членовите на Советот во вршењето на функциите на Советот не смеат да остваруваат партиски активности. Советот со својата работа оневозможува политичко влијание во судството генерално. Сега, почитуван председателе на Судскиот совет, кажете ми како во Судскиот совет да се утврди непостоење на политичко дејствување, кога еве можам да кажам и да ви набројам примери на ваши колеги, членови на Судскиот совет, за кои што има докази за нивно политичко дејствување. Еве, например, ќе кажам дека во 2019 година имате судија во Судскиот совет, која што никогаш претходно не била судија, е избрана. И е избрана како благодарност за активизам во СДСМ, што можело да се види и од фотографиите на нејзиниот Facebook профил. Нејзиниот сопруг бил директор на некоја институција се уште за време на СДСМ. Понатаму, почитуван председателе, во 2019 година имате избрано судија во Судски совет кој што е вработен претходно во владата на Република Македонија и претходно никогаш не бил судија. Понатаму имате избирање на судија кој што е избран на крајно контроверзен начин, односно неговиот против кандидат само на еден ден пред изборот се повлекува. Понатаму имате судија која што е избрана, а е всушност сопруга на висок партиски активист, кој што може да се утврди дека и од нивните Facebook профили дека имаат активности секојдневни и е во исто време директор на јавно предпријатие во времето на СДСМ. Понатаму имате избирање на сопруга на поранешен висок функционер на СДСМ, против кој била поднесена кривична пријава за злоупотреба на службена положба, по која што тој избегал, денес е на слобода. Понатаму имате и во исто време ставање на колосек оние што претходно биле ВМРО ДПМН или така се рачунале дека се, па обвинителството на истото лице му покренало истрага за проневера, барало притвор, колегите на Судскиот совет не му дозволиле и сега научиле како да го дисциплинираат на овој начин. Почитуван председателе на Судскиот совет, како да веруваме дека политиката не става рака во судството, кога одговорните луѓе во Судскиот совет на Република Македонија се малтене партиски функционери. Или 10 од овие што ви ги набројав имаат одредена политичка позадина.
И на крај, морам да кажам дека со жал го зборувам ова, бидејќи понатаму не можеме да веруваме во судскиот систем и во новите судии, кои што може би се перфектни правници, кои што имаат своји квалитети, бидејќи меѓу нив има сигурно и многу такви кои што се честни луѓе со дигнитет, кредибилитет, кои што ќе придонесат во работењето на судската власт. Меѓутоа, знаете ли што зборуваат граѓаните, каква е нивната перцепција? Дека никој не може да биде избран за судија доколку некој друг не каже да биде избран за судија. Затоа што гледаме дека власта директно има влијание во и изборот на судиите. Односно, за жал, уште однапред не можеме да веруваме во непристрасност или генерална непристрасност на судството спрема политиката. И затоа е многу битно судството за политиката. Затоа што моќта и демонстрацијата на моќ е една од основните алатки преку кој ние секојдневно гледаме како се изживуваат врз политички неистомисленици. Меѓутоа, до кога ова вака? Сметам дека ние сме дојдени во една фаза на државата во која што или мораме да продолжиме онака како што треба да продолжиме, или не мора воопшто да постоиме. Затоа што едноставно за уште неколку години ќе нема младина која што ќе живее во оваа држава, бидејќи повеќе никој не може да верува во еден ваков судски систем. Зборувате за реализирање на активности и да, го разгледав вашиот извештај. Во дел се повторувам со колегите кои што претходно веќе зборуваа и затоа не би сакала да го одземам времето. Иако би ги спомнала и извештајот на народниот правобранител кој што вели дека најголем број на претставки има во правосудството, во делот на правосудството, односно 639. Меѓутоа, вие во вашиот извештај не давате некаква надеж дека тоа го имате утврдено и увидено. Затоа што основни човекови права и слободи во денешно време се кршат секојдневно во судовите низ цела Република Македонија. Во текот на 2019 година велите дека имате поднесено барање за утврдување на одговорност за судија или претседател на суд против 107 судии. И да, во ред. Меѓутоа, ако продолжиме низ извештајот да видиме, морам да утврдам дека на крај Советот во 2019 година, бидејќи задоцнето го разгледуваме извештајот, донел решенија за разрешување на 4 судии поради нестручно и несовесно вршење на судската функција, и тоа 3 по постапка поведена од 2017 година и само 1 судија во постапка поднесена, односно поведена во 2019 година. Против, се разбира, овие решенија има поднесено и жалби и се доставени на одлучување на Советот по жалби при Врховниот суд и Советот за одлучување по жалба. Едното решение, односно едно решение укина и повторената постапка пред суд е во тек. И за одлучување по жалби при Врховниот суд, значи 2 решенија потврди во март 2020 година. Ова го зборувам заради тоа што, значи, од овие навидум 4, на крајот само 2 се суди кои што се добро. Значи, според овој извештај, така се гледа дека е само за 2. Меѓутоа во ред. И 4 нека се во ред. Тоа е ваша постапка која што сте ја воделе. Меѓутоа, она што јас сакам да го прашам, бидејќи гледаме дека има предмети каде што се враќаат постапки по повод донесени пресуди во Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Верувајте, на овој суд ние многу се надеваме, а заради тоа што веруваме дека ќе дојде време кога многу денешни предмети кои што се водат пред нашите судови ќе завршат токму со вакви пресуди, ќе се вратат назад
и ќе се даде шанса или ќе се укинат, затоа што единствено веруваме дека правдата може да излезе на виделина токму таму. Дали судскиот совет води сметка вака донесени пресуди од страна на судот во Страсбур никогаш да не се повторат, односно како вид на судска пракса, да се воведат во работењето на нашите судови. Затоа што не е само проблемот тоа што се враќаат овие предмети назад. Проблемот е тоа што на судиите кои што ги донеле пресудите, кои што се паднати во Страсбур, денес им давате позитивни оценки за своето работење. Никаде немате покренато постапка за судија чие што пресуда се вратила од Страсбур назад. Дали имате покренато вакви постапки? Дали има некакви реперкусии откако една пресуда ќе падне во судот во Страсбур, ќе се врати повторно назад, државата ќе мора милиони да исплаќа на лицата кои што се биле обвинети во предметот, кои што биле осудени, кои што лежеле во затвор, плаќаме милионски суми за еден предмет, а судијата која што ја донел пресудата никогаш да не одговара. Поради ова ние немаме судство. Затоа што во моментот се уништуваат животи на илјадници и илјадници семејства во Република Македонија. И веќе се уништени многу. И да видиме кои се пресудите кои што се донесени од Страсбур, кои биле тие судии, кои што ги донеле тие такви пресуди, кои што паднале во Страсбур, и дали истите такви пресуди кои што се испраќаат, дали судскиот совет го следи спроведувањето на ваквите пресуди кои што ќе пристигнат од судот во Страсбург, дали се применуваат како правна пракса во Република Македонија, затоа што колуарите и судските колуари велат дека не, на македонското судство не и доаѓа паметот. Представките и постапките се постојано по исти предмети. Дали знаете дека скоро имаше доставено извештај и барање од страна на судот во Страсбур за политички монтирани пресуди, односно предмети кои што се уште се во тек во Република Македонија, Министерството за правда да се спогоди. Дали ве викнаа вам да ви кажат ова се предметите, дајте да видиме што има таму, какви предмети поднеле јавните обвинители, дали истите се основани врз нешто и зошто судиите кои што постапувале по ваквите предмети ги прифатиле вакви едни предмети за да постапуваат по нив, доколку не биле како што треба. Затоа што примери имаме многу и тоа секојдневно. А за жал, не гледаме дека се подмрнуваме некаде, затоа што по тоа што читаме и тоа што гледаме, судот во Страсбур има премногу предмети кои што потекнуваат токму од Република Македонија. Едни од забелешките, велите дека Врховниот суд за судење во разумен рок е одговорен, меѓутоа не постапува. И на крајот, после овој период од 4 години на политички прогон, кој што се случува во Република Македонија, после 10 години, затоа што, карикирам, може би дури тогаш ќе стигне правдата од страна на Страсбур, Република Македонија ќе мора да исплаќа огромни суми, а веќе ќе имаме дополнително уништени животи. Затоа, вие, како председател на Судскиот совет, морате итно да превземете одредени мерки, да ставите мониторинзи на следење секојдневно во судските постапки кои што се политички монтирани, а за тоа имате одредени сознанија, затоа што и вие читате, и вие слушате по медиуми што се случува, цело време истите лица се обвинуваат и цело време за исти политички функционери од ВМРО ДПМН се покренуваат постапки, правете одредени мониторинзи за да не ни се случи после неколку години да се врати назад Република Македонија со светлосни години. И, значи, во делот со судот од Страсбур, ќе завршам тука и уште еден елемент имам на моето обраќање. Многу ме интересираат 3 конкретни примери, затоа што се обидов да
разгледам да разгледам што се случувало во судството во 2019 година и гледам дека може би вие сте постапиле, меѓутоа од извештајот не можеме да видиме. Ме интересира, имаше еден предмет каде што еден вработен во судот зема подкуп од 6500 евра во една кола за да биде донесена пресуда на апелација. Затоа имаше едно видео кое што го видовме ние, сите на телевизија, и токму тоа е во 2019 година. Значи, каде судска административка во стопански спорови зема пари во износ од 6500 евра за да падне пресуда на апелација, меѓутоа ние во Република Македонија не видовме дека судскиот совет или дали се покренала одредена постапка, бидејќи по епилогот на судиите, односно на постапките пред кои што вие имате постапувано, не видовме дека има таков одреден случај, а ова е многу битно, заради тоа што можеби не спомнуваме имиња и не е битно тоа. Меѓутоа вакви случаеви мораат да имат епилог, доколку сакаме да има судство во Република Македонија. Исто така, еве ќе ве прашам, деновиве навршуваат 2 години од едно политичко апсење во 2019 година, каде што беше утврдена мерка притвор за 11 лица. Замислете, до денес се уште не е отпочната постапката пред судот по овој предмет. И кажете ми кој ќе одговара и дали ќе одговара некој, доколку за сите овие лица по завршувањето на постапката се утврди дека не се виновни. Дали ќе одговара некој? Затоа што дали ќе имавте значи политичко монтиран случај кој што имаше 11 лица во притвор и до ден денес се уште не е отпочната постапката, а во неа беа високи партиски функционери на ВМРО ДПМН, како член на извршен комитет на ВМРО ДПМН, председател на општински комитет на ВМРО ДПМН, вработени во одредени министерства, народни правобранители и така натаму. Значи се уште не е отпочната постапката по овој предмет, а луѓето лежеа во притвори долго време, значи можеби и околу 2 години. И еве уште еден пример за кој што би сакала вие да ми одговорите. Кој ќе носи одговорност за погрешна оценка кога одреден затвореник добива прекин на издржување на казна затвор неколку пати поради наводно лечење, па на крајот бега и не се враќа назад. Зборам за убиецот на Мартин Нешковски, кој што вие, односно СДСМ, го искористија предмет за политичко стварање на тензија, се правеа многу протести по овој предмет, се на крајот да излезе дека е нешто друго во прашање. Значи, за одредени лица се пуштаат намерно да избегаат од системот, а за други лица се утврдуваат притвори без одредени конкретни докази и причини за сето тоа. Се додека нема еднаков аршин за сите, до тогаш ние можеме да раскажуваме приказни овде за некаков судски систем. Кога ќе ставиме да има ист аршин и кога во минатите 3 години ќе видевме најмалку 5 постапки, не само за Катица Јанева, Рекет и Боки 13. Значи, да видовме барем 5 постапки за високи корупцијски скандали од страна на владењето на СДСМ, тогаш би можеле да се надеваме дека судството почнува да функционира и да добиеме одредена надеж. Дека судскиот систем, доколку некој се огрешил пред суд, ќе си одговара. Во спротивност, се додека не го видиме тоа, македонската јавност се додека не го види тоа, нема да веруваме дека е подобрена работата на судството. Во делот од тоа што ви недостасуваат пари,
Јас верувам само во едно. Кога ќе се направи систем, кога повеќе судската власт нема да зависи од владењето на некоја политичка партија, буџетот кој ќе ви биде многу повисок, тогаш ќе можете самостојно да функционирате и да работите и да носите неполитички одлуки. Кога сами ќе утврдувате кои ќе ви бидат соработници во судот, без никакво политичко влијание во вработувањето и внатре во судовите, тогаш ќе можеме да зборуваме за независно судство и тогаш би можеле да зборуваме за судство кое што сите ние би посакале да го имаме. И се додека се слушаат муабети, се зборува за одредени постапки, кои што се под одредено влијание од одредени високи партиски структури и поради одредени причини, кои што се исклучиво политички, се водат судски предмети, кои што на крајот завршуваат со ослободителни пресуди и завршуваат после X години, зборам и за одминатото, зборам и од сега, се дотогаш можеме да кажеме дека влијањето на власта во судскиот систем е на многу високо ниво и од нас држава нема да биде. Ви благодарам.